Мозок, воопшто не можам да сватам како не ти е досадна оваа твоја игра. Па нормално дека на тебе ти е досадна, бидејќи оваа игра бара интелигенција. Што знам јас? Ја обично играм Counter-Strike. Али ова твоево Age of Empires воопшто не ми е јасно. Нико, знам дека е тешко. Во оваа игра треба да создадеш држава, да освоиш територии и да организираш власта на овие луѓе. Земи оружје. Ајде сте мајде се. Здраво. Абе Нико, вие пак теадата? Абе ти уште не си го стасал Александар Македонски? За сега ги бркам границите на цар Самуил, а не на Александар. Добар ден. Не се плаши, бе, не сум ја инспекција. Переонот ми е тука. Фин. Шо планираш со ова, дечко? Кој? Ти, бе? Како што планира? Шо планираш, бе? Шо ќе биде ова хотел, кафана, дискотека? Ова? Да, бе. Ова не е мое. Како не е твое? Па чие е? Ова на Самуел е. Кој Самуел, бе? Презиме има тој? На цар Самуел. Тој е од Струмица. Го знам. Не. Абе, тој не ми кажува од Струмица. Он има хотел у Струмица исто. Лаком газ, бе. Хотел у Струмица, овде видиш шо направили, гостил карабина. Ново компоновани бизнисмени. Извините, бе, прашам нешто. Зошто сте вака облечени? Па Јулија, бе, дечко, летна гардероба. Да. А да не имате некоја врска со овој од Смоларе, кафанџијат? Кој кафанџе, бе? Да не ти личам на некој? Па, не, мислам, во начинот на размислување, да. научнику. Добар ден, Чиги! Се викало така, од памет ми извадивте. Што правите овде, научнику?
Ovde ги замислувам границите на Самоиловата држава. Знаете, во негово време, средновековната Македонија се протегала од Сава и Дунав, од Коринтскиот залив до Јадранското море. Нико, сигурно ова било Самуиловото царство. Мозок, цар Самуил сигурно вежбал на Age of Empires. Ама што сти беше ово? Од улав ум не купувај. Джиги, Да? што се случува овде? Овде се случува Охридскиот маратон, кој што секоја година традиционално се одржува овде во Охрид и ги собира сите светски пливачи. И нашиот шампион Лјоцки се надпреварува. Лјоц вака, има стрмец во грб 15 метри во секунда. Ватеш траекторија од 32 степени, 12 минути и 1 секунда. Со 70 завеслување во минута, 100% си прв. Мозок, џабе се трудиш. Едно го мојот тренер го чека. Сокол, Климе се уште прв? Да. Прием. Ајде, Климе. Дај, Климе, пливај, Климе, да? Пливај, Климе, со рацете малку, да? Фино, Климе, браво, Климе. Одлично, Климе. Пливај, Климе. Климе ни е фаворит оваа сезона на маратонов. Доста добро момче, јако плива. Цврсто момче. Пливај! Климе! Климе! Шш! Климе! Климе! Ај да ти бам, Дено, да ти бам. Климе! Дај друго дете! Друго дете дај! Дај! Јеби га се! Оди на југ, на море. Еве сега идам. Како е, адмирале? Добро, дете, добро. Што? Кормило. Знаеш што е волан во кола? Да. Па тоа е кормило на брод. Да. А оште? А како се уклучува? Тука на дугмето не чупкај ништо, само гледа. Не чупкај. Адмирале, може јамот се полза? Може, зашто да не може. Сакаш? Капетане, ќе ми кажете ли нешто за езерото? Нема проблеми, пиде све што сакаш, све знам за езерото. Мали, значи правец светинаум. Договорено? Да. Кормилото го држиш добро и уживаш. Така? Рачките чепкање никако. Не, Така? нема шанса. Ајде, држи тука другата рака, така. Значи, држиш правец, добро е? Добро, одлично, ајде. Капетане, а колку е старо езерово? Езерово. Значи 2 милиона години. Не, 2 милиона е. Значи над 4 милиона години. Знаеш колку се 4 милиони години? Многу, премногу. Луѓе на земјава немало езерово кој се родило. А
Значи, по-старо од нас. По-старо, прадедо мој да ни биде. И да знаеш, тој ти е морзео азбука, вие не знаете уште, ќе ве научам ја тоа. Езерото настанало со вертикално пробаѓање на почвата, како Бајкалското езеро во Сибир. Да, и го викаат Македонско сладководно море. Има површина од 358 км квадрат. Да, и личи на голем морски залив. А колку е длабоко езерово? Длабоко? Сега види вака. Најдлабоко те меѓу Пештани и Трпеца. Имам вмјурено и мерено со метро 288 метра. А иначе, кој што вика на сред езерото, значи просечна длабина ти е 157 метра. Аха. Да. А има ли во Охридското езеро пастрамки? Пастрамки има најмногу, ама имат и јагоди, белвици, едно време имаше ајкуди, имам 3 ајкуди видено комали вака во качка беа, после порасна дујаци, грунци, абе шо не, знаеш колку риби имаат? Најмногу риби, шо мислиш? Да. Охридсково езеро е еден од најголемите резервати во Европа, мислам биолошки. Да, и како едно од најстарите езера на планетава. Внатре има прастар животински свет кој на друго место не може да се најде. Може, додуше се наоѓа во форма на фосили. Јас сум нашол едно, две. А во езеро имат уште 17 видови риба. Да, а 10 од нив ги немат нигде на друго место. Да. Летницата и белвицата ги имат само овде кај нас во Охридсково езеро. Знаеш кога се шобришите табла? Па со сунгер, знаеш дека тука имаме Охридски тркарезен, сунгер шо никаде го нема. Добро го има на Тибериско езеро и на Бајкал, ама не по овде. Што правиш бе, Нико? Брод возам. Кој ти даде? Капетанот на бродот. Само ми рече да не ги чепкам овие две рачки. А зошто? Тоа се рачки за газ. Ако ги чепнете, бродот ќе летни. Затоа не ги чепкајте. Ова мора да е Нико. Топина бе, компири ли вози? Овој бе, да. Компири ли вози бе? Деца, рачките нече. Деца, рачките нече. Сега, кога не сте мирни, ќе веслате, така е? Таа Јана, ќе видиш. Река се влива во езерото. Тоа е Дрим. Точно. На ова место, кај светлина Дрим, се влева во Охридското езеро. Ева. Истекува точно кај Струга. Со тоа, Дрим го прави Охридското езеро проточно, а со тоа бистро и чисто. Ноќнику, а колку време му треба на езерото сосема да ја прочисти водата? Ба види вака, некои мои колеги пресметале дека за 7 години езерото сосема ја менува водата. За 7 години? Да. Еј, и Илија па плавува пустината секој 7 години?
Ајде. А мене секој 7 минути ми се грицнува по нешто. Кај бевте до сега, бе? Јас зафркам. Ајде да ви покажам нешто убаво. Како сум се навезбал? Не е ли ова бе најубавото место на светот? Свети Наум имал право што тука го изградил манастирот. Не ли? Мозок, знаеш што? Свети Наум го претркал цар Самуил за ова место. А ја знаете ли вие приказната за манастирот? Сега. Свети Наум шетал низ цела Македонија. Да? Го подучувал народот како да ја обработува земјата, како да ја одгледува стоката, а со разни лекови ги лекувал луѓето од многу болести. Патувајќи така, дошол до Охридското езеро кај село Љубаниште. Тамо наишол на еден земјоделец богат со земја и добиток. Има многу голема мака, му рекол селанецот, на мојата 20 годишна керка на едната нога и тече раната. Јас ќе излекувам, рекол Наум, и ја излекувал девојка. Затоа, од богатиот трговец побарал да заколе еден бивол. Неговата кожа да ја исече како врвка и колку што ќе може да опфати земја со неа и да му ја даде за да подигне манастир. Така е изграден манастир. Така? Добрината со добрина се плаќа. Изволте. Добар ден, разбираш. Добар ден. Кажи. Дај да нарачаме, што сакам да те питам. Јас сум ти ретко довагам тука заради професијата ми е таква малку чудна. Не гледам. Не дозволява да довагам отиме за вас такви муабети, сте биле вакви, сте биле онакви нељубезни, сте биле, не знам, вие ти шо овој човек си, Љубомора, што да ти кажам. интуитивно, ако сакаш верувам, ако сакаш не ше пред да одам, знаех ти е така, разбираш. Еми шо, како да биде, ваква убајна имат на друго место? Заш за тебе не кажам, оти не си уреду, бе? Туку слушај, ај не ме ландаре многу, него нарачи најшо ти имаат гужва овде. Гледам вчера две момички расправат многу се пијало макијато тука, модерно било. Едно макијато ќе се напијам. Абе, сега макијато, цела маса се иштука едно макијато, земи касни нешо, бе, капиталон да се свртит нешо.
Им шо касни нешо лапни, те јас нели саках тај вашиот специјалитет пастромка да мечам тај конобар преску жутста кошула, вика нема риба. Кој нема лове? Е па немало. Како нема лове, јас ќе ти наостај го тој 2 дена работа, ќе ти најдам јас. Сеј тука да не си мрднал. Важи. Шо правиш ти, море, тука? Шо правиш? Ловам риби, бе, батка. Со шо ловиш? Со урда, бе. На урда? Абе, ајде туку сме, излегај, истај се одма тука, истај се, оди ваму. Оди ваму те градна со прачки, оди ваму, и кажам јас урда ваму. Оди ваму, ајде. Слушај, Шо би да разбираш? абе, слушај, риба ќе јаеш, да ти донесам јас, тебе имам јајца со чушки, урда, тази имам, знаеш каква имам? Да касниш, да порастиш, бе, Нормален ли си, бе? Јас 250 км да возам тука за чушки и за урда, бе. До тука ми е намено чушки од урда, бе. Не мора да јаеш, бе. Не мораш, ако не киш да пробаш специјалитет, ти донесам едно парфе тука и терај си работа. Шо не знаете понуда да најдете? Разбираш, 250 км за урда и за чушки. Нико, штета што Наум умрел. Да беше жив, може би ќе најдеше лек и за твојата интелигенција. Еј, што е ова? Ова е кирилски и глаголски напис. Датираат некако од 12-тиот век, 10-12. Да. Се сметаат за најстарите словенски писма. Дечки, дојдете да видите нешто. Наум е погребан 910 година. Ова е неговиот гроб. Луѓето веруваат дека се уште се слуша шукањето на неговото срце.
Деца, ајде! Ајде брзо! Треба да одиме во античкиот театар. Брзо се облекуваме. Ајде! Друго кројат бувците, друго мачарот.